Државата ќе ги субвенционира домаќинствата кои селските куќи ќе ги претворат во туристички апартмани. Газдите ќе добијат поврат на 60% од трошоците, а максимално 3000 евра по домаќинство. Објектот мора да биде уреден согласно традицијата на крајот во кој што се наоѓа, како и да се служи храна вообичаена за тоа подрачје. Целта на мерката е да се подобри туристичката понуда и да се развие руралниот туризам, кој е особено интересен за странските посетители. Од планинарскиот клуб Љуботен велат дека мерката е одлична, со оглед на огромниот потенцијал што го имаат шарпланинските села. Секако дека оваа идеја и овој начин на субвенционирање е добар и секако дека ќе се во тие места каде што ќе започне реновирањето на овие куќи, ќе започне развојот на руралниот туризам. Но сепак сето ова треба да е со некој план изработено, затоа што не сите села во сега веќе зборувам конкретно за Шарпланина, за Шарпланинскиот регион, не сите села се идеални, односно имаат услови за развивање на планински туризам. Така да треба се отворат тие точки, односно треба да се повеќе да се разговара со луѓето, со населението во одредени точки кои што веќе имаат некој основ, каде што веќе се појавува овој вид на туризам и од каде што реално можат да започнат одредени активности како што се планинарење, маунтбајк, параглайдинг или авантура со џипови или не знам што е нешто поврзано со планинскиот туризам, но сето тоа да кажам веќе дел од тоа населено место. Во моментов руралниот туризам на Шара речиси воопшто не е развиен. Посетителите пак кои доаѓаат од странските држави се воодушевени од природните убавини на Шарпланинскиот масив. Гледаат на овие природни убавини. Туристите кои што доаѓаат тука, независно за која активност, хајкинг, дали е планинарење, дали е ски туринг, дали е маунтбајк, сите кои што доаѓаат се воодушевени од она што ние како природа го имаме. Значи природата кај нас тоа е Бог ни дарил природа, ние треба да ја чуваме и да ја одржуваме за едните генерации. Но од друга страна, сместовачките капацитети ни се на многу ниско ниво, односно на некој минимум кој што на некоја почетна скала која што треба да се развива и не е голем проблем оваа скала да почне во идните години ова скалило се издига нагоре затоа што со поголема брзина, затоа што кога веќе бројот на туристи од ден во ден, посебно туристи кои што се насочуваат на планинскиот туризам, се зголемува. Така да се надевам дека ќе се зголеми и квалитетот на услугите кои што ги имаме во под планинските региони, а луѓето ќе бидат задоволни не само од природните убавини што ги гледаат и од услугите на водичи или на ресторани или не знам што, туку ќе бидат задоволни од она што каде се сместени. Аплицирањето за мерката ќе почне месецов и ќе трае до октомври, а ќе биде по принципот прв дојден, прв услужен.